Dragi moji prijatelji i prijateljki široki od kadar da mi kaže dobro večer, počituvani gledalci i svega normalni od, da za nenormalni od. Dragi moji prijatelji i prijateljki, dobro večer, dobre dojavte, Jadi Burek na TV Sonce. Ne je vreme ovo ni za humor, ni za frkancijama, nekako mi ide histerijata tokmu sprotivno. Знаеш како го имам доживеано неколку пати во живот. Сум бил на погреб на многу блиски и драги луѓе и многу тешка и траурна ситуација. И потоа после погреб, нели, ќе седнеме да си поприкажеме, да се утешиме, да издишеме од маката. И после неколку часа, дури не е ни алкохол вклучен, да кажам, во некакви енормни количини, па да се изгуби рационалното, но хистерија од смеење. Онака, вицови, кажување, до солзи. Мене ми е тоа прекрасно и тоа е тоа она од човековата природа, кога од едната шизофренија ќе се префрли на другата шизофренија спротивна, за да го најде повторно балансот во средина, или како што викаат, секоја крајност е шизофренија. Исчашена реалност. Значи, или како што викаат светите отци, плачи, ама не му се препушта и на плачот. Смеј се, ама не се препушта и на смеењето. Некаде помеѓу тие две лудила е тука таа златна средина, или радосна тага, или таговна радост. Таков треба да биде малце ноншалант. Мене ми изгледа повеќе онака како дождовен мантил и да шеташ по улиците низ Париз во црно-бел филм кој го сонуваш. Мене ми треба, искрено да ти кажам, не стигнавме на време ни да почнеме, ни да се подготвиме, заради мощне, многу побитни и позначајни работи, но мислам дека имаме една тема од добри 4,5 минути, таман да претрчам до автоматот за кафе, да си направам едно еспресо. Вчера ме пукна многу тоа кофинот, никогаш не делувал на мене, сега чудо едно, не можев да се приберам. Сакам да ви ги представам Chromatic Point, кои ми беа гости, представени се за представување, туку една тема која ја запоставив. Издадена е пред 5-6 месеци. Chromatic Point се спаѓаат во оние рок метал бендови, но не би ја ставал таа фиока, туку начинот на нивното музицирање. Они се четворица музичари, петорица, мислам дека се четворица, со тоа што нивното музицирање е маестрално. Ако некој ја следи музиката, металот и слично, ја би ги споредил без срам, без око да ми трепне, би ги споредил со Dream Theater. Значи, нивното музицирање не е само една бучава, они се гласни, они имаат страшна енергија, но знаат да користат, не се срамат од тоа што се, дека се македонци, од ова поднебје, од овој мелос, но темава само покажува дека не застанува. Они уживаат во ова што го прават. Тоа секоја ја слушав темата, секој тон е на место. Ама како да е праен во Cubase, нема грешка, а се свират во живо, што се утепуваат од вежбање, но уживаат во тоа. Покрај тој процес на техника, они знаат таа мелодиска линија која мене ми се бендисува. Топло ги препорачувам, а особено за ококорување, па не е лошо 8 сат, пушти малце погласно, нека се извадат од памет комшиите. Што можат ти направат? Ти викнат полиција? Нека викнат. Chromatic Point, црно семе.
Добро, гарантирам со печат, гарантирам дека е ова изворедна работа. Вчера ја слушнавте попиво, да, микрофонот бе тука е до мене. Неќам да го ставам на себе, ме нервира, еве, тука нека стои. Зашто нема бежично, бе, златен Тесла, све со кабли, со далноводи, нешто, со анални сонди. Ајде, добро вечер, господине водител, ве молам наведнете се. Добро, споени сте со миксерот, може да говорите. Благодарам. Златен Тесла. Вчера ја пуштив ема Попи вода, која е исто македонска тема, додуше транскрипција напишана, направена во врвен манир, но сепак во рамките на една репродуктивна класична музика. Овде гледате во еден сосема субкултурен жанр. Значи, оваа музика не е, како да кажем, далеку да е за се. Ова е за одбрана банда од луѓе кои си ја дишат, си ја разбираат. И сега и во ова. Тоа само покажува уште многу одамна, кога на 103 ги прв пат и ги, па не знам, само повикано станав некаков пиар на Анастасија, сватив тогаш дека, на најдобар начин сватив, дека македонскиот идентитет е во музиката. Знаете, ние што се однесува до пишан збор сме жива тапа. Но за разлика од сите, еве, балкански народи, ние се разликуваме најмногу по хармонијата и по ритамот. Непарен ритам, брат, не ти го разбира никој. Тоа е непарен ритам, ти е, бидејќи сите, ритамот секаде во светот е парен. Парно. Кај нас е. И сега, зошто е тоа така? Третиот слог, таков ни е јазикот. Зато и така идело ритамот. Затоа што таков ни е акцентот на говорот. И нашиот говор точно покажува дека сме ние различни. Знаете, јас се ги разбирам и сите оние од оние кои ја бранат македонштината, до оние кои сметаат дека сме ние со бугарите исти. Не сме исти. Сме многу слични. Тоа е исто како некој да ми каже, Јанко, ти брат ти сте исти. Ти дал си нормален? Ама браќа сте. Океј, no problem. Ама не сме исти, бе. Не може брат ми да е Јанко Илковски, крај. Може да е Перо, Трајче, Пешо, Цевка. Но она што по ние се разликуваме е токму во таа нашата лирика, нашиот ритам, и тоа е нашиот белек. Ние не можеме да се повикаме на нашата пишана реч во светот. Број 1 за литература ви се британците. Што сакате, зборете британците. Затоа што они таа култура на пишаниот збор ја имаат на врв дигнато од времето на Шекспир па наваму. Значи имале многу повеќе време за да тоа се надградува. Или, например, србите. Србите капа симнувам. Просечен српски автор без проблем конкурира на најдобрите наши пишани автори. Тоа им е тоа. Али за музика? Не. Не. Нема таа слоевитост. Многу е, како да ти кажам, кој ги слушаш околниве музики, тоа ти е како лепи маргарин. Храна е, добро е, музика е. Малце пиперче, нешто, ово, она. Пак е тури, не, ово, она, вамета. Нашава музика, кој ќе ги слушнеш, состави кои многу длабоко почнале да чепкаат, а нема подлабоко кој има, да има некој отидено од Горан Трајковски. Значи, човекот години помина на певница во црква. На страна верата, на страна сето тоа. Зошто па црквата? Затоа што мелосот наш и црквата
имаат заеднички корен, тој е Византија. А па Византија има исти корен со целата музика што има на Балканите. Ако ја слушнете нашата староградска, звучи многу слично со грчкиот фолклор, со турскиот фолклор, затоа што имаат исти корен. Коренот е во Византија. Сега, има разлика староградската музика со наша на джингерлајка и така натаму убава музика. То се два паралелни света во едно, два аспекта на една и иста работа. И сега тоа веќе ја усложнува работата. И кога ќе дојдеш ти до Анастасија, ти не доаѓаш до Лепи Маргарин, па намачкано уште нешто. Не бе, пријателе, ти доаѓаш до Кромит. И сега, Јанко сака да каже дека е тоа слој. Да, ама Кромит, Колубеница, Олкав. Зошто? Затоа што се врзува со духовното. Се врзува со емотивното, бидејќи нели и во школа учите како викаат лирска епика. Нашата музика, нашата поезија е лирска епика. На страна што имаме ова екстрасистула, третиот слог од позади, таман ке фатиш ритам, ке те сецне. И тоа дига една тензија, кој сегде го имаш без проблем. Бидејќи, нели, правиот ритам многу лесно се голта. By the rivers of Babylon. А тој истата песна на риеках Вавилонски. И така натаму. Истиот текст, истиот псалм, но го имаш од Анастасија и го имаш од Бонием. И Бонием се сосема на место. By the rivers of... Истиот псалм. Ама така си го доживувате. Не фиме, тоа тралалека. Таков име... Додуше, еве, ако земете германската традиционална музика, најдлабоко каде иде? Моцарт! Моцарта пусти! Топ листа над реалиста. Да, западноевропската музика генерално се почнува од нивната нова класика. Единствено, нивното отстапување на, бидејќи да идеш во музиката е многу еден абстрактен поим. Кога сликаш, абстрактното дури можеш да го нашлапаш, да го снимиш. Можеш и да јадеш бурек, да изнапишеш текстови, ама за музика бара и техника и бара да покренеш механизми од тебе кои не можеш да ги изговориш. Знаете како викаат? Знаеш, на која ќе ти дојде некоја мисла, ќе ти се просветли, ама не можеш да ја повториш како реченица. Дали ви се случило тоа? Мислам дека нема ни ретардиран човек кој не му се случило такво нешто. Знаете што е тоа во суштина? Тоа е кога Господ ќе ти проговори. Тоа е она што атеистите ќе речат инспирацијата која ќе ти дувне во увце. Не, тоа е јазикот на Бога. Како што го разбираш зборот, но не можеш да му го сватиш значењето, но го чувствуваш. Тоа е како молитвата. Умно, срдечна. Не може едно без друго. А ние имаме едно ние срце, едно ти е ум. И сега ова кој ќе го споиш, добиваш малце една зезната работа. И кај идеш да го бараш? Го бараш у искона. Затоа што музиката не се правила на хартија па се препеувала како сега што се прави. Него му се собрало мака, седнал покрај реката, напишал стих на покаяние, исто како што неговиот пра од Бога отпаднат предок кој сватил со која мака живее и во некој ден на мака испеал еден тон, па соседот или неговиот пријател или неговото дете ја научило таа тема, му ја препеал. Ама овој ја пеел тажен, овој ја пее радосен. Истата песна ја отпеал некој војник после победа. Ја отпеал некој војник после пораз. Ја отпеала мајка која си жалела дете што загубила.
или не знам уште какви милиони. И сега секој тон, секоја хармонија, секоја она мала додава и изменува и низ вековите, и затоа вие кои ќе чуете, леле каква убава музика имаме. Да ја кажеш македонската музика дека е убава и дека те допира, е обично карактеристика на плитки, неуки, алкохолизирани или луѓе што не ги интересира. Нема замерка ова. Нема замерка. Не се сите абдали да сечат вени, да плачат на река Вавилонски, кој што ја правам, седи у кола, па мора се паркираш, па ти доаѓаат напади заради емоционална незрелост. Имате живот со кој да се борите, па слушате со ова да се занимавате. И бараш назад, да видиш колку има. Знаете како? Кога се бара колку е стар еден предмет, они му прават карбон дейтинг. Колку има изменето, изгубено јаглеродниот молекул, што треба, значи, за да направиш карбон дейтинг, треба да има јаглероден молекул, па колку негови електрони отпаднале. Колку повеќе отпаднале, толку повеќе е постар. Затоа имаш и ДНК. Сакаш да видиш која е најстара раса на планетава? Многу е лесно. Нема политика, нема ништо. Ако сме ние македонците најстарата раса, како што некои тврдат, ние сме биле црнци. Затоа што ДНК-то на црната раса има најмногу девијации, мутации. Тие се гледаат под електронски микроскоп. Најмлада раса е белата раса. Дури може да се каже точно каде потекнува, а потекнува од Централна Африка, точно на местото каде е снимен Кјубриковиот Одисеја 2001. Местото каде е снимено се најдени најстарите човекови остатоци и ДНК траги. Не случајно он го снима таму кај што го снима. Дали сме биле влакнисти, дали сме биле мајмунисти, оставам вие да се расправате. Западот има само еден таков исчекор, само еден таков исчекор, а тоа е Пинк Флойд. Пинк Флойд го загризаа тој кромит за да се сватат кои се и од каде потекнуваат. Цела Западна Европа, суштината на Западна Европа, како што ние нам Византија, нив им е Рим. А Рим и Византија е same shit, different story. Западно и источно Римско царство. Од тука ни започнува цивилизацијата каква што ја знаеме до ден денеска, најстара од која можеме да повлечеме корени, затоа што немаме податок, немаме препеви. Секако дека и таа имала инфлуенци, но ние не ги знаеме. Оваа цивилизација, Римското царство, ни оставила траги да можеме да најдеме кај ни се предците. Другото е повеќе во спектар на шпекулација. И кога ќе ја слушнеш Анастасија, каде што црковното, духовното, византиското, праисториското и фолклорот споено во една мултидимензија за која може само да се дебатира, и тоа ќе се согласам дека некои членови од Анастасија се толку плитки да не можат крстозборка да решат, а камоли да идат толку слоевито духовно со некаков таков подвиг кој е рамен на откритијата на Ајнштајн, на Стивен Хокинг. Да ви дадам чисто како пример. Затоа што да знаете дека кога гледате едно уметничко тело, или слушате, или го читате, не се трудете да разберете што сакал уметникот да каже. Ќе се разочарате. Затоа што уметникот почнува со една премиса и ретко иде многу длабоко. Таа е обично плитка. Но во пишувањето, вие можете да бидете вџашени како можел вакви работи. Ова човече, книги да се напишат за оваа книга.
Тоа се како беседите на Свети Максим Исповедник. Пробајте да го читате Свети Максим. Ја син ми го крсти по Свети Максим Исповедник. Пробајте да го читате. Ако некој ви рече, ја го читам Свети Максим Исповедник и го разбирам, слободно да го истепате со папуча. Затоа што е невозможно. Ја пробав да го читам. Значи не можеш на третата реченица се губи кохезијата, затоа што најблиску зборил онака како што Бог збори. Затоа низ историјата имаме луѓе кои ги анализираат делата, и тоа светители, и ни кажуваат што тоа Свети Максим Исповедник проповедал, зборал. Не дека се било абстрактно, па не се разбрало, но знаете, во сето тоа бара такво едно просветление да го разбереш. Така и со музиката, така и со авторите. За разлика од Свети Максим Исповедник, кој е многу редок и единствен за сосема друга работа, на која обстанала целата религија наша, целата црква христијанска обстанала, у даден момент паднала и обстанала само на еден човек. Само еден човек ја говорил вистината. Бидејќи црквата се базира на вистина. Ако ја насадиш накриво, таа иде и се радикализира и ќе се распадне и ќе исчезне. У даден историски, замисли какви спектакуларни Божи промисли имал. Он бил како духовниот Ное. Цела црква била во ерес. Сите владици, сите епархии, сите тотално погрешно тумачење на религијата на Господ Исус Христос. Само Он. Така и со музиката. Затоа бара посветеност. Не мора да разбереш. Но што е суштината? Да ти се отвори, ај сега да кажам онака нерелигијски, чакрата да ти се отвори. Инката, за да може да ти се сипе. Ете, тоа е она што го осеќаме, чувствуваме и го знаеме кај уметникот. Го имате режисери како Ридли Скот, кој направил филмови Blade Runner, кога го гледате, викаш, вау, човече. Слушајте го Ридли Скот на интервју. Секој трет збор му е пцовка. Он е простак. Он е обичен простак од човек. Врвен кинематограф, но успеал во себе, он или некој намерно одозгора му дава и му сипа, бидејќи инспирацијата е абстрактна. Таа не е процес, тоа уметниците, вика, јас сум тоа, со вежбање, со читање, со учење, со предуховено, со молитва, со дување треба, со дрогирање, со фокусирање, со изолација, со проучување, со талентирање, вика, ја е создавам уметност. Не си. Затоа што уметноста не е само ти што си и со твојата техника и способност, туку она што јас ќе го почувствувам кога ќе застанам пред твоето дело. Ја исто имам застанато само пред Анастасија и пред Пинк Флойд концертот на Помпеи. И тоа не било која тема, туку темата Set Control to the Heart of the Sun. Песна за која, нели, нашата алко, стрейт, православна квота од правоверници ќе рече наркоманска песна. Што е битно зашто ја направиле и како ја направиле? Што во неа влегло? Што во неа влегло? Сигурно браќата Вашовски, кои се денеска сестри, травестити кои си го смениле полот, имале сосема поинакви поплитки созерцанија кога го правеле Матрикс, па Матрикс е нова Библија. Или репродукција на Библијата или на аспект еден джез верзија на некоја песна, нели како што, Chromatic Point ќе ви отпеа, така и во филмот за нашиот Спасител Господ Исус Христос. И сето тоа најчесто доаѓа несакајки. И не може да се предвиди, можеш само да се трудиш максимално. А знаеш како доаѓа? Кога ќе изгинеш. Знаеш кога ќе изгинеш во смисла, кога толку ќе се исцрпиш, кога толку веќе ќе изгубиш, кога ќе ти стане се
како една супа околу тебе, магла, а ти продолжува со тоа и ако имаш свест и вера, ќе кажеш Господи, ја не можам овдека ти преземи. Но најчесто во тој момент таткото мора на едно примитивно ниво. Тој однос помеѓу нас и Бог е многу посложен, послоевит, многу порадикален, многу е посуштествен за да може обичниот 3D ум да го разбере. Ќе даде и ќе направи. Дури еве за љубителите на фудбал ќе им кажам. Знаете, за да те утврди, велат дека Господ има смисла за хумор. Така изгледа, ама не е. Знаеш, еве, се сеќавам кога Челзи, еве за фудбалерите, да им дадам пример, се утепуваше од купување врвни играчи, не можеше да освои титула, Лига на шампиони. И тоа му успеа со еден полутим, скоро никаков, рашрафен тотално, кој у тој момент го водеше еден израелски менаџер, кој го отпуштија после првата година. Затоа што стварно ми... Но тоа е таа промисла кога ќе излезе сосема нешто. Ваше е да трчаш додека не почнат нозете да ти крварат, додека не почне да ти се мати видот и кога ќе клапнеш, он ќе знае дека ти веќе не можеш и ќе преземе. Бидејќи во целава работа е битен процесот. Затоа, само посветени врвни музичари можат и ќе создадат врвни дела. Без оглед дали ќе го препознаете, дали светот ќе ги разбере или не. Бидејќи и од другава страна бара учење на јазикот, па поготово ако таму се вмешал Господ, ако таму е космичка, универзална инспирација, како ќе ја разбереш? Не можеш да ја разбереш. Бара и од тебе знаење и напор за да му се поклопиш со фреквенцијата. Но ако ништо од тоа не ти е битно, а те фасцинира, твојот интелект сака да навлезе во ова, па барем види, еве, која музика има најмногу транскрипции. Бидејќи врвните дела се многу кратки, многу едноставни и доживуваат многу варијанти и транскрипции. Мислам дека Битлз и Депеш Мод во светската музика ви се најмногу застапени во такво нешто. Крафтверк исто, во смисла джез верзија, фолклорна верзија, мексиканска, ваков ремикс, онаков ремикс, техно, транс, гоа ремикс, метал ремикс, ги инспирира и другите уметници да создаваат такво нешто. А до сега, како што гледаме, најинспиративната работа е најчитаната книга во историјата. Библијата. Таа е најпродавана и најчитана книга. И најинспиративна. Затоа што таа не е само Божјото Слово, па учиме од него. Тоа е естетика, брате. Тоа е убавина, тоа е поезија. Тоа е исто како да ми кажеш зошто го читаш Елиот. Убав е Елиот да го читаш. Зошто го читаш Васко Попа. Како да не го читаш? Прочитай една песна од него. Пак, знаете зошто ова го правам ја вечерва? Ова го правам вечерва од многу една себична причина. Плямпам 40 минути, шлајфувам уцапан у жива кал. Затоа што еден куп луѓе у моментов ми се помеѓу животот и смртта, луѓе ми се јавуваат, има реакции зошто па тебе ти се јавуваат, нема да навлегувам, не знам зошто. Кому помош, кому за совет, благодарам на доктор Даниловски што ми помага, се консултирам со него. Ја како новинар доста се посветив околу коронава и приучив и научив некои работи да се упат. Болниците се преполни, луѓе кои ги знам се борат за својот живот во овој момент. И ја сега треба да правам емисија во живо и да глуматам нешто.
И ова е мојот ескапизам, да можам да го најдам својата фокална точка, за да се кренам и да одиме, затоа што, знаете што, не е тривијално кога ќе збориме за путерот, за Орце Камчев, за секојдневните проблеми. И тие се суштествени и не допираат и ги препознаваме затоа што знаеме кога таму нешто така се случува, како ќе се одрази на нас. Ма ние сме храбри, ќе издржам. Но не знам како ќе издржат децата, жената. Ја не е проблем мојата болка. Проблем ми е не можам да ја поднесам болката на ближниот свој. Неговото страдење ми е пострашно него собственото. Ми е ставано жица, ми е ставано стент. Ја знам болката. Колку и што е. Ваден ми е камен од бубрек во живо. Низ мојот орган. Во војска. И тоа сум го доживел. Не знаев дека е возможно. Вадени ми се нерви од заби, без анестезија. Оти живеев у златното време. На Југославија немаше анестезија. Железничка амбуланта. И можам да се преживува болката. Но ја тоа, помислата, мојот пријател, моето дете, мојот ближен, да го преживува, неподнослива ми е. Ја немам таква емоционална зрелост да можам да се носам со тоа. А не пијам алкохол, не се дрогирам. Да пиеш алкохол, бидејќи зошто? Зошто македонецот пие ракија? Зошто 90% сте сите алкохоличари? Ракијата е утеха. Ракијата е да ги утепаш мислите, да не земеш одговорност, да речеш баш ми е гајле, да побегнеш. Тоа е. Како и дрогата, како цигарите, како ракијата, све е тоа бегство. Мојата дрога е музиката. Филмот. И ми треба многу време за да се соземам, за да дојдам на тоа ниво фокусиран што ќе зборите. Јас стварно можев да ги отворам телефоните, зборите. Вие правите што сакате, ќе кливам, ќе се загледам у една точка и ќе си мислам на десет. Неподнослива ми е помислата такво нешто да го правам. Живееме можеби во едно од потешките времиња и до... Сега бев до бензинска пумпа. Овдека. До нас, близина. Знаеш што е у ресторанот? Журка. Журка, бе, брат. Вака. Вака. Тутма. Бидејќи тие ресторани обично не се ни контролира. Народов знае дека дај нешто да каснеме да се... Македонче, дај кафе да испиеме, дај нешто да мезнеме ово, она, ваму, таму. Зошто ти живееме у едни станчиња, како бройлерчиња, стиснати. Ја сакам сопругата, не можам да ја гледам. Знаеш како вика што е совршена љубов? Кога жена ти те гледа, има нож во рака и сака да те заколе дур спиеш, а во исто време те покрива со кебе да не настинеш. Е тоа е. Немаве стиснати луѓе едни до други. Љубовта е преголем подвиг да го надминеш. Знаете зошто не патуваме уште до Марс? Колку пати го истрескав тоа? Затоа што не знаат што да им прават, како да средат во толку мал простор. Сите експерименти, двајца луѓе у соба 5 на 5, после 6 месеци, едниот физички го напаѓа другиот до смрт. Нам ни треба интима. Нам ни треба. А ние се упикавме. Не, за Тита, за краља и отачбину нечемо, али за Тита се упикавме по станови. Станчи имаме. Сега нема каде, тесно е. Овие што се по куќи гајле немаат. Со дворчиња. Макар 5 на 5, ама барем ке уцапа со тоа ноктите у некоја кал парче земја. Друга димензија. Многу тешко време. Замисли колку тешко е време, имаше деновиве земјотреси. Ги почувствувате? Не. Слаби, ама овие што се на повисоките згради ги почувствува. И сега, пази, те тресе земјотреси, имаш и стик да побегнеш. Мада не се бега, ама не сме јапонци, тие се
Банзај, Бакару Банзај. Ние имаме да побегнеме. Не побегна, никој не излезе. Прво што ми стигна до мене, Јанко, кога има земјотрес, смее да се истрча надвор заради полициски час. Не знам, пријател, што не излезеш? Па да не ме казнат. Па седи онда. На македонецот нема пострашна работа од што да го казнат, да му земат пари. Тоа е рука сечи, нога а пари не ми. Како викаше, ги знаете ликовите од на Дизни, оној Пајо Паторот? Нели, Пајо Паторот има свој вујко, тој богаташот, што се бања во пари. И го начекуваат овие кратци и му викаат пари или живот. А викаат, земи ми живот, парите не ми требаат, нема шанси. За плачење работа, да се утепаме. Ако ви го згадив вечерва, животот, игнорирајте ме. Стварно, направите ме будала, не се јавувајте. Ако малце нешто допрев со ова мое лудило до вас, ги отворам телефоните, веднаш по рекламите, ќе прочитам што се главните муабети и затеруваме. Само да ви кажам дека утре вечер доктор Пановски ќе биде гостин во емисијата. Режија? Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени.
Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април, задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. И за малку ќе ми се протнеше една работа да не ја пуштам, а повторно поврзана со музиката, таман додека се стават телефоните, лагот до пар минути додека стигне програмава до кај вас, малце да ви илустрира до
првото јавување. Се работи за Казухиро Котецу. Иначе, Казухиро Котецу е оперски пејач од Јапонија, пее бас и љубител е на македонски песни. Неколку веќе ги имате сретнато на YouTube, еве го со уште една негова изведба на темата Земјо македонска. Негов и спот и песна. Океј, драги мои пријатели и пријателки, ете го слушнавме и овој голем почитувач и пејач Казухиро Котецу, морам да прочитам уште една. Оваа тема е објавена на 11 март 2021 година. Ова е неговиот канал. Можете да ги најдете и други песни од него таму, така што ете, ме радува. Убава изведба на крајот на криштата. Ете, Игор Дурловски има конкуренција. Но ние имаме гледач на линија, ќе се вклучи во програма и ќе ни каже многу битни работи кои ќе ни го сменат животот. Чувствувам тука дека е тоа така. Добра вечер, Македонија, добра вечер, Јанко. Знаев. Повели. Секоја чест што го пушти ова видео со овој човек кој начина почит кон нашата Македонија, кон наша македонска песна. Мислам дека овој човек од срце ја испеја земјо македонска. Сега јас да кажам дека
сум имал таква чест да запознам јапонци во Трново на Семакедонска средба. Најмногу, така речем, бев најблизок со Фусае, јапонка, која македонски зборува, кирилица пишува, разбира, и со која и години и преку Фејсбук комуницираме. Како ја запозна Фусае и другите јапонци во Трново на Семакедонска средба? Се случи некој проблем таму со струјата, во Трново, за тие што биле, знаат, прво така има како, манифестација, дали за Илинден, дали за Семакедонска средба, за наши македонци од Егејска Македонија и другите македонци, и после има така во живо свири музика и цел ден ора песни весели македонци. И кога некој проблем имаше со озвучување, со струјата, и така, нема струја, нема музика, и кога ги гледам јас, еден наш човек во години, играорец од танец, кој бил, кореограф, така че на многу јапонци во Јапонија, ги учил да играат македонски ора и песни, ги повика сурладжи и тапанджи. И му кажува, торо свирете го. И кога се фатија наоро, јапонциве машки и женски, како совршено ги играа наши македонски ора луѓе. Да не му гледаш ликот дека се јапонци, а да се пулиш само в нозе. Како секој получекор во играње на наши македонски ора квалитетно го играја. Движење на пета, на прсти, на нозе. Си викаш дека овие си играорци од танец. Така, брајке и сестри македонци, радувајте се. Оти наша македонска песна и оро е почитувана во светот, во Америка и во други земји. Луѓе докторираат на македонска музика, на македонски фолклор. Но едно се прашувам и вака се плашам. Ако тие јапонци или било кои странци кои совршено знаат многу наши македонски песни и ора да ги пеат, да играат, ако би дошле сега во Македонија, ако поминат низ Охрид, низ Прилеп, низ Скопје, во маркети, во такси, во автобуси, ако слушнат, ако се возат со автомобил низ Македонија и бараат македонска музика по македонски радија, никаде нема да слушнат. Оти во слободна и независна Македонија нема македонска музика. Не е така. Не Македонците слушаш радио, немај. Полека сега, не рипај, молим те. Јас слушам радио и следа. Македонското радио никогаш не престанало да емитува македонска музика од сите сфери и аспекти. Државниот сервис. Втора работа, кажи ми, ти се занимаваш ли со музика? Пееш, свириш нешто? Сега гласов ми е зарипнат, иначе ќе ти запеев мала шега. Ајде. Јас од дете сум играорец. Ајде бе, играорец. Не, сега не можам. Како не може? Како не може? Ми се јавуваш секоја вечер, сега не може. Највише за музика збориме. Не. Ајде. Да кажам, пошто ме праша прво. Не да кажеш, да ми отпееш. Јас од дете сум играорец. Да ми отпееш, не ме интересира шо си. Сакам да чујам на хармоника. Песна да ми пееш. Песна да ми пееш. Да ми пееш како Мерилин Мондро што му пееше на Кенеди Happy Birthday Dear President. Ајде, ова ќе го направам во име на мајка Македонија, на моите македонци секаде под свет. Ајде за нив, повели. Велат ме нема, ама еве сме, со мерак сред Солун оро играме. Велат ме нема, ама еве сме, наше свето име, Македонија не менуваме. Браво. Кажи ми, на певница, дали си на певница? Доста држиш говори, ја прашувам, ќе одговарам сега. На певница ги знаеш ли псалмите? Да, сум пеел и во црковен хор, некогаш пеам на певница, да. Кој псалм ти е омилен? Па, блажен е онај човек, така, но би сакал, пошто, така, ме радува дека ова ми го спомна се на крајов, ајде, ако дозволиш да испеам нешто и црковно, може? Ајде, што да биде достојно е за мајката Божија или
Или некој тропар за Нешто- Свети Прокопчински, за Свети Јован Рилски? Ајде, може тоа. Или ја и друго нешто. Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое. Побједи благочестивому македонскому народу, нас противнија дарујај. Благодарам. И твое Доволно да не правиме сохрањај. сепак е ова. Ти благодарам. Благодарам. Готово. Ти благодарам. Сепак е ова јади бурек, не е баш место за нели да не правиме циркузијада. Драго ми е, поише ми беше да ти го чујам гласот. Океј, биди ми поздравен, лека ноќ и пријатно, толку од тебе, толку и хонорар ке добиеш. Баже, пуштај пари таму. Тантиемите, пардон, за тантиеми. А ние одиме, пред вие да почнете да се јавите, одиме да прегледаме малку што се најновите вести. Но, ќе одложиме, бидејќи имаме гледач на линија. Да, Добро вечер, повелете. добро вечер. Јанко јади бурек, ама мора и вино да пија, за ноќеска мирно да спија. Па бидејќи Прилеп почна да нафајđа со најкрасното и напрекрасното сонце, и јас имам душа бесна и морам и ја да ви испем песна од селото Нацеви. И вака вика. Значи, вечерва ќе пеете песни. Добро, чекај. Се, мамо, изгрева, одоревоечка, мамо, планина, Прилепско поле, мамо, нагрева. И што стишаваш? Младија рагати Јанков распева. Доста. И ќе завршам со ова. Песна пеја поле, мамо, разлева за Оровачани Мирчев Ацеви. Македонци, Чекај сега, кажи ми, чекај, полека, издиши малце. Како се вика оваа песна? Како? Како се Не вика? бе, Како се вика оваа песна што ја испеа? Па тоа е песната. Заглавието е јасно, ми сонце изгрева од Оревојчка планина. Песна пеја поле разлева за Оровчани Мирчацеви. И така натаму, и така натаму. Добро, кој крај е ова? Прилепски? Како? Прилеп ли е ова? Па да, Оревојец, ама во Прилеп живеам, а иначе сум родом од Оревојец, од селото на Мирчацев. Добро. Уваа Тоа е песна? прекрасна песна, а ја имам душа бесна. Но Јанков, едно да ти кажам, ти си прекрасна змија и зато ти ваделе зап тебе без анестезија. Што се О, однесува сега... кукунонија! Значи, можеме ние многу убаво да разговараме и знаеш како јас може многу да те одговарам, ама ете се вклучив, но... Ако, сакам ваква македонска хаику поезија. Како беше она? Голем си зборџија, на микрофон моторџија. Море не на микрофон, току и на митролес, а на НАТО нема да му дозволам во Македонија влез. Зошто Јас нема сум да му тука и дозволиш мојата влез? уста на Ако сите не страни дозволиш тука. влез, ќе го фати без. И каков да е пес? Чекај. Сега селски финти и јас знам малце. Што Не мислиш? малце, току ти многу знаеш. Па ја Ама најселските мене да можеш финти да ги ме знам. пронајш и да ја донесиш оваа змија во твоја телевизија. Но крв македонска и било каква нема да пија, али вино ќе пија и никош нема да заспија. Само 4 песни пеи, а Јанко не ќе може да се одолеи на тие мои бесни песни, односно борбени за сонцето 16 крако. Ја го имам срцето јако и не се откажувам од сонцето 16 крако. Така да, момчево, што сака за во Евровизија да ја пее песната, што се извинува. Јас во Америка сум престојувал пред господине Јанков, бидејќи тој таму бил. Тогаш нека се извини, а во Америка и во Австралија сум бил. Таму се веј само сонцето, ете тоа е тоа, кај тебе што е 16 крако. Ѓорѓија Атанасовски, јас и со Бајлево негде кажам на телевизија, не знам што направив, се веј на плетвар сонцето 16 крако, а ја зато имам јас ве друже, мој срце јако, мои македонци од селото на Војводите потекнува
Македонија нека го клај сонцето 16 краков, па нека оди во Евровизија. Иначе ја имам песна напишено, Јанков, да те гледам сакам. Да, сонцето уште поблескаво. И од мене. Значи, имам и песна напишено и го побарав ја Урце Стефковски да пеј за нашиве војводи, посебно сега за Заев постана војвода, ама се му пропадна во вода. Така да ајде, толку ќе завршам со оваа приказка. Ја ти благодарам што ме вклучивте во емисија оваа прекрасна и опасна змија. Но само вино пија и ништо друго, ама мирно спија. Така да му посакувам на цел македонски народ широм светот вино да пија и со Јанков мирно да спија, ама расположено. Поздрав македонци од Киро Лиско, од селото на Војводи Тацеви. Чао, чао Македонија, не сум змија. Браво Јанков, ти благодарам многу. Ај сега да измериш сатурација, ако не ти е падната на 75, овде се. Диши бе малце, какви ги имам овие двајцава која зборат не земаат кислород, човече, анаеробни суштества. Добро, окей. А кој ќе се јави сега после ово? Мислам, стварно, everything is... Кај отидовме? Добро, сакате да ни прочитате песна, да ни изрецитирате, да ни прочитате некој литературно дело. Не знам више што да... Ја не знам, мислам, ајде, и онака отиде цел свет јабана, па ја се чудам. Ке рече, Јанко, у твојава емисија секакви ги има. Не, мојава емисија е слика, прилика каков е светот. Ништо друго. Све друго е глуматање. Има некој на линија? Не, нема. Кој, мислам... Ох... Има за политика, ама што сега да отвор? Ствари, чекај, ајде да пробаме. Можеш оној краткиот джингл на Јади Бурек? Па да пробам да одглумам наново нешто? Ај, пушти го што го види. Почитувани гледачи, добре дојдовте во вториот дел од нашата и вашата почитувана емисија Јади Бурек. Ги отворивме телефоните за вашите јавувања и да видиме што е поактуелно она што Грит ни го донесува и дали ќе успееме малку да поразговараме и за посериозните политички теми. Човекот кој вчера вечер чекаше по болничките ходници во лоша состојба конечно е хоспитализиран. Значи, медиумите објавија за еден човек, овој човек кој го гледате. Тој е 65 годишниот Сафет Шакир, чие семејство од вчера вечерта се обидуваше да го смести во некој од ковид центрите во Скопје, поради влошената здравствена состојба како последица на COVID-19. Конечно е хоспитализиран на клиниката за кожни болести, информираше неговото семејство за А1-он. Овој човек преку 22 дена седеше вака во ходник. Не замерувајте никому. Ние сме сите пред распад. Не осудувајте. Никого не осудувам. Да, може подобро, да, ако веќе го сместиле, можело да се смести, едноставно ни се распаѓа система. Зошто? Не почитуваме мерки. Со непочитување мерки се зголемува бројот на заразени, се зголемуваат бројот на ризично заболени и ќе се случуваат вакви работи. Немаме таков капацитет, немаме такво здравство, тоа е тоа. Трагедии. Среќа, се надевам добро ќе биде се во ред. АНБ за Камчев. Ако постојат сознанија за бегство, должни сме да го известиме обвинителството. Вчера, изненадувачки, ничим изазвани, многу граѓани се јавија и многу позитивно се изразија за Орце Камчев. Конечно почнувате, ја одамна го зборев, ама престанав, ама ќе сватите колку окей човек е Орце Камчев, на колку многумина, не е битно, им помогна.
Доколку постојат основни сомневања дека се подготвувало, организира или извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, агенцијата е должна веднаш да го извести надлежното јавно обвинителство, велат од Агенцијата за национална безбедност во врска со случајот со определување притвор на Јордан Камчев. АНБ во рамките на своите надлежности, согласно член 6, во врска со член 4 законот на АНБ, достави до јавното обвинителство информација за добиени сознанија за преземени подготвителни активности за бегство на именуваниот во странство, поврзано со тековните постапки кои обвинителството ги води против него. Согласно наведените одредби, доколку постојат основи за сомневање, се подготвува, организира или извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, агенцијата е должна веднаш да го извести надлежното јавно обвинителство, се наведува во соопштението. Она што јас сакав да ви го прочитам е дека Камчев останува во притвор, кривичниот ја одби жалбата. Орце Камчев останува во притвор, а кривичниот суд по планово му ја одби жалбата, но и понатаму остануваат прашањата. Како се подготвувал да побегне? Со кого се договарал? Кој бил човекот од Бугарија со кого се сретнал пред апсењето? Ако воопшто и се случило тоа. Службена белешка која го однесе Камчев во притвор останува тајна, иако неофицијалните информации се дека се подготвувал да побегне во Бугарија со партнерката. Партнерката. Нема он партнерка, он има жена. Со таа жена има 2 деца. Има стара мајка која не би ја оставил, па не знам што. Добро. Трет ден директорот на АНБ Виктор Димовски не одговора на прашањата дали бизнисменот или неговото евентуално бегство представувале безбедноста закана за Македонија и зошто Камчев е следен. Агенцијата за национална безбедност има таква законска можност, вели Александар Стојановски, истражувач на Евротинг. Неблагодарно е ние да нагаѓаме во рамки на која од длъжностите го лоцирале правото да реагираат, но член 6 од истиот закон кажува дека доколку агенцијата добие информација со знание дека се подготвува кривично дело, и има врската да го извести надлежното јавно обвинителство, така што е најдобро АНБ да даде одговор, а нели одговорот на АНБ ви го дадовме. А еве е интегралната изјава на неговиот адвокат, не ми ја читал цела, бидејќи е објавена на мојот портал jadiburek.com. Сметаме дека случајот со приведување на господинот Камчев и одредување мерка притвор, за чија издржаност и легитимност заинтересира голем број на правници и беше коментиран од голем број на експерти во земја, е од општ интерес за јавноста. За таа цел, базирано на цврсти докази и сознанија, ја коментираме денесната одлука како и начинот на можна причина за негово донесување. Правно неиздржани чекори, непочитување на основните закони во правото, кршење на одредбите во кривична постапка од страна на највисоки надлежни институции, како и прекршување на основните човекови права се дел од низата пропусти со кои беше проследен овој случај. Пред се, овој случај го води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а обвинител кој постапува по предметот е Лилев Стефанова, која не е дел од тоа обвинителство, односно по престанокот на низиниот мандат во јавното како обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, продолжи со работа во основното јавно обвинителство во Радовиш, како уште на почеток кажува дека Лиле Стефанова како обвинител во ниту еден случај нема стварна ниту местна надлежност да постапува во предмети кои се во исклучива надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција согласно Законот за јавно обвинителство. Директорот директно се поставува прашањето на кој основ таа постапува по овој предмет и зошто истата од почетокот па се до моментот се нема легитимирано пред судот и странките, иако тоа беше директно побарано и од одбраната на господинот Камчев. Многу чудни работи се случуваат ова, драги мои. Да е ова запад, ова ќе биде едно од судењата на столетието. А јас сметам, благодарам Режија, дека судење на столетието треба да биде и родилката чии органи се извадени. Жена отишла да се породи и е покрај плодот извадени и се јајникот и бубрегот и се извадени. И никој нема прецизен одговор зошто. Луѓе, ова е скандал од невидени размери. Не знам. Режија, дали ми дадовте сигнал дека имаме некој на линија? Да. Добро вечер, повелете. Пријателе, здраво. Добро вечер, повелете. Значи, те слушам, све си окей, прва лига си. Дали ме слушаш? Да, да. За вториот случај, потпуно се слагам со тебе. Све окей, за таа жената од Дебар, од каде? Од Дебар ли е таа? Од кај биш? Добро. Добро. Ама за првиот случај, брат,
Немам ништо ја против човекот. Немам ништо, ја не се ни замарам со него, ја. Само едно одговори ми и ќе ти бидам захвален. Немам ја што да одговарам, никому не одговарам. Ја само одговарам пред суд, ако ме викнат. Така што се јавивте, добро, другар. Не, си правим ја тоа, би ве окей. замолил само да си го кажете вашето мислење, може? Моето мислење е, кај ги направивме милионите, брат? Така, другар? Ништо више немам, само кај ги направивме милионите? Значи, јас сум обичен работник, ти си обичен работник за плата, за мата, си живееме натака, навака. Значи, само тоа ме интересира, ја немам ништо против човекот. Ако си е чист, нека си искочи, нека си изриве, здрави жив, нека биде деца, нека му се здрави живи, фамилијата здрави жива. Кај ги направиа тие олигарци парите? Само тоа ме интересира. Ништо више, брат, не ме интересира. Ето, јас сум твој гледач, твој пријател. Значи, многу убаво прашање ти поставив. Ти ја гледам емисија, ти е супер. Само тоа ме интересира, ништо више не сакам. Знам дека кај него работим има преку 3000 свака час ги плаќа луѓето, све окей. Само тоа ме интересира. Значи, од кај ги направива луѓето, има у Германија по 100 години бизнисмени. Па не може да тоа богатство, тоа бе другар, не знам ја што е работа. Ние преку ноќ, па ја и тебе работиме цел живот, па немаме едно станче да моја мајка, на кола возиме по 20 години, например. Се мучиме дал така. Значи, тоа ме интересира. А ако се окей, Господ да му даде здравие, нека си живее 150 години. Не можеме сите луѓе исти да бидеме. Дали ме слушате, Јанко? Да, ве слушнав се. Брат, само толку има. Не, дали ќе ми одговориш, дали не, фала ти. Ја да само одговорам. толку Зошто да одговорам ја? Не разбирам. Зошто мене ме прашуваат? Зошто не го прашуваат? Еве, ја да ве прашам, бидејќи ме прашавте, бидејќи мене ме прашавте, еве сега јас да ве прашам. Ај, брат. На прашање со Зошто не го прашате Љупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски, Зоран Заев, Мицковски, зошто не го прашате, не ги прашате политичарите, зошто не го прашаш Мијалков, зошто не го прашаш Боки 13, зошто не ги прашаш нив? Они се инволвирани со тој човек таму. Зошто мене ме прашуваш да ти дадам одговор? Не, реторички е, не ми одговарај. Не ми одговарај, пријателе. Ти ми постави прашање и јас ти поставувам прашање. Значи, на погрешно место прашуваш. Тоа е нашиот проблем. Ти ценам зборовите, многу зборови. Биди ми поздравен, фала што се јави. Друже, јас све те разбрав. Само прашањата ги поставуваш на погрешен човек. Ја можам да си дадам моje мислење, па сега ти да се расправаш со моето мислење, дали е точно или не. Моето мислење е мое, како твоето и твое. Ја не се расправам дали ти мислиш точно или погрешно, имаш право. Но кога бараш одговор за математичка формула, ќе си прашаш математичар. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Пак јас исти од синеке што ме прекина. Те прекинав, извини. Добрска Зорце Камчев. Ало? Ало? Да, те слушам, повели, продолжи. Да, добрска Зорце Камчев. Свака му част на човекот. Човекот направил пари, како направил, стекнати пари, има институции кои што може контрола изврша како и на секој обичен граѓанин. Трансациони сметки, фактури, профактури, излезни фактури, меѓународни фактури, трансакции сметки и ред други работи, значи швајцарски банки, мада не може таму да влез. Сепак, значи човекот си е пред се човек кој што вложил во Република Македонија капитал. Капитал е претходниот господин што рече 3000, ја вчера рекол 2000 пута 2 6000, значи се 9000 грла јадат од неговиот бизнис за систина и ред други работи. Значи тука, господино Камчев, Орце Камчев, неговото апсење што се случило, а ќе се заврши, значи грабчето е савено, сега врија во едно котле, тивко врија и кај да е за месец дена, ве слушни Јанко, мада не си должен да ме слушаш, мада Не, те слушам. И гледачите нека ме слушнат. За месец дена, април, 16 март, до 16 април, овде кај нас, во Република Македонија, значи ќе се случи тоа што ќе се случи.
Што? Може би позитивно, може би негативно. Јас многу пати гледам, не Ако, сум на ама вашиот портал. ми интересира, слободно искажи се. Не си должен да бидеш прецизен. Ме интересира твоето мислење. Што мислиш дека ќе се случи? Нема никој да те суди дали си погодил или не. Ме интересира што тебе ти збори пилето. Еве, што ти пее? Еве, мене пилето, не пилето, петлето по прилевски ќе кажеме, петлето мене вака ми вика, значи ја имам говор, значи со име и со презиме, значи човек сум во години. Не е битно. Кажи го мислењето е Си битно. размислувам позитивно. Јас сум повратник од ЈНА. Од 91 година дојдов тука во Република Македонија до 94-та, ме мафта, ваму, таму, арама, сарама, не знам ова, не знам ова. Од мене стана, значи, каша попара. Никој ништо. Никој ништо. Обичен граѓанин, како и секој човек. Значи, јас ова што ги изразувам, може гневно делува према гледачите, во ред, значи тоа е моje мислење, мој став, мој говор, мој изговор и моје кажам нештото што јас го мислам. Значи не навлекувам луѓе, особи, ова и оне. Кај нас ова сега од 16 март до 16 април нити вакцини ќе се набава. Нити нештото ќе трни напред, мада е се уназад, назад и уназадено. Зборот беше друго. Кај нас ќе има техничка влада за брзо време. За брзо, не техничка, експертска влада што ќе владее за 10 до 15 дена. Од 16 април кај нас ќе биде тоа што ќе биде. Значи ќе си спомеша работите, гравчето е више тоа што кажа во котлето ставено. Значи на тоа мислиш дека ќе има некоја преломна точка точка на прекршување дека ќе се случи. Да, обавезно 100% е, значи ова го зборам. 100%, значи 100%, ја не сум дете од 30 години, не сум од 40, сум возрастен човек, значи на 55 години. Транзиција цел живот, значи цел живот. Од 86 година, парадата која беше во Југославија и до ден денески се сум во парада и се сум како некој подобран. Памни, дигни се, више не знам и кој правец да го фаќа човек и која мисла да искажи и што да замисли, која идеја да му дојде во животот, ете нешто да оформи од фамилијата за бизнис или не знам што. Кај нас е овде ки сериозна работа. За синојка ме прекина за господинов Фрчковски, министер за внатрешни работи. Тој е еден нафташ од 91 година. Тоа е ученичен на Бранко Црвенковски. Значи, ученикот на Бранко Црвенковски, Крсте Црвенковски. Тоа се ученици, преучени, научени, се во криминал и криминал и криминал и криминал и криминал. Државен безбедносен сертификат не му дала Америка. Зашто не му дала? Јанко, дали би ми дозволил ти во твоето студио, во твојата емисија, ја да ти чепкам на твојот маус? А ти си водител, ти си главен и одговорен уредник на таа емисија. Сигурно дека не. Ти да, ќе ми дозволиш, ама на кратко, ќе ме увидиш дека ја не сум стабилен, не сум сериозен и сум предавник на собствениот народ, дека сум мешан во криминал и ред други работи, ќе речеш чекај, јас ќе ти дозволам, ама јас тебе сега ќе те имам. Не е само Прчковски, тука и Оливер Спасовски. И овој Чикичен, Зоракис, јас го викам од Муртино. И тој преседател Пендаровски. Овде ки кај нас во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за одбрана, 75% не заслужуваат, нити значка да има. Дали е во Арама, дали е во МВР, дали е во СВР, дали е во УВР, дали е во УБК, дали е во ДБК и не знам каде, незаслужни личности служат во држава наша во Република Македонија. Ја да леп од обичниот граѓанин на секое поле, значи на секое поле, од институција, управа за јавни приходи, од пазарна инспекција, администрација во социјални работи и не знам што, наместо не знам како да кажам и како да се искажам. Значи ова е нешто невидена работа на собствениот народ, му се прави една обична, необична. Ова е класична тортура. Обичниот народ тоа го гледа. Го гледа, голта. Верувај ми дека Јанко до 16 април
27 април се ближи. 27 април се ближи, која беше 2017 или 16. Овде ки нешто ќе се случи. Денес ки слушам Бујран Османи се сретнал во Софија со Бојко Борисов, на аеродром во Софија, како на Битпазар да се сретнаме случајно, јас денес ки се сретнав со луѓе, случајно. Марулка купував, шо преш комши, ја купувам кромиче, ти шо, Марулка, едно друго. Не е ништо случајно, ова е сето договорена работа. Замојува на обичниот народ е свесен и освестен. Камчев што е уапсен. Значи, темата е почнена од Камчев и тука сакам да завршам, сакам да оставам прилика и на другите гледачи. Камчев не е тек така уапсен. Камчев, ако не го уапсе, они вакцини ќе донесеше и ред други работи. Предходно слушав таму на емисија, тој некој си таму, не знам шо, слушал некои телефонски разговори, се слушнал у кафана, зборам надрешни бизнисмени, надворешни бизнисмени, следам, значи, се комплетно следам портали, телевизии и ред други работи. Ја немам никаков приход од ова, ама како граѓанин сум едноставно изреволтиран како човек, граѓанин на Република Македонија, кој што живее тука и тука ќе остане. Камчев ќе си ја заврши својата работа. Тие 9000 души што јадат од неговата фирма, дали Орка Спорт е уништил, дали ова, дали она, има институции, нека го суда, нека го беса, што сака нека прават, значи не е за бесење човекот, не е за судење. Ке го судат, тие што го судуваат неистомислениците. Тој ќе ја донесеш и вакцината и се. Чекај сега овие Заев, Филипче, ќе го уништиме човеков, пошто препрле Магаре не може да биде. Власта е кај ова Прлево и Магарево, Муртинско и овој Гроваров Македонски. Друже, тие може што ли да те го замолам уништат. да не те сечам, да не ми се жалиш после, да ја завршиш реченица, те чека еден гледач малце подолго и треба да си идам пред да почне полицискиот Ајде, час. Јанко, добра вечер на сите, да сме здрави и живи и верувај ми на зборот што ти го кажам. Ајде, баш ме интересира дали ќе бидеш во право. Поздрав, лека ноќ и пријатно. И последниот гледаш за вечерва, имам и една содржина за крај, после него, секако. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Видете, мене ме интересира една работа што за описот, што толку се запна овоја... Сега да го прават, да? Молам? Сега да го прават во време на пандемија, на тоа мислите? Да. Значи, болниците ни се преполни. Се. Кафичите ни се преполни. И автобусите, ве молам, не заборавајте. Автобусите не престанале да бидат преполни цела година за време на пандемија. Да. Сега. Овие се запнале попис. Јас мислам дека нешто се брза, кои имат изгледа наредба од Европската унија да го средат сето тој некој закон да донесат кој што му е потребно во парламентот за да почнат после други процедури да работат. Сега зошто се уапсени тука Камчев и како беше овај Мјалков. Значи, има тука нешто што почнаа да ги гонат и да ги паќат еден по еден. Прво Груев, па Мјалков, па Камчев, па не знам кој иди поред таму и сите работи. Значи, има нешто тука што почнаа да ги гонат. Нешто не му се поклопува со политиката на Мицковски и врз основа на тоа изгледа цела работа е околу описот тука. И мислам дека ги гонат само заради тоа, затоа што овие му се спротивставуваат на пописот. Околу тоа е цела работа. Дали има техничка влада или ова, то не ми се верува сега за тие работи дека ќе има. Цела работа е да пофатат мафијата на ВМРО и едноставно после да си продолжат да му дадат право на албанците да можат двојазичност да си имат во целата држава. Значи, Па нели имаат они веќе двојазичност? Молам?
Па нели имаат двојазичност веќе? Не е баш официјално. Значи, да има таков закон дека сега мораме ние да зборуваме и односно да има со закон двојазичност да мора. Вака, ако тоа те боли, можам да ти кажам дека македонскиот представник денеска за прв пат во историјата во албанскиот парламент се обрати на македонски јазик до македонците. Тоа е значајно подобрување на целата атмосфера помеѓу македонците и албанците, што обично ја подгреваат. Ти благодарам многу за јавувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно. За крај, драги мои, почнав со лудило, ќе ви завршам со една блесава работа, едно видео пранк онаква местат, еден добро набилдано момче, ќе им се покажува на млади дами, рандом вака надвор на улица и нивните реакции. Ако првата е одглумена, понатамошните се навистина урнебесни. Имајте убава, пријатна вечер, ако здрма, памет у глава. Полициски час. Одиме. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum. Among Us. Among Us. Among Us.